Дами и господа, добре дојдовте. Го следите новото издание на Рапорт со Јофе. 8 издание од оваа втора сезона. Секоја недела по 20 часот. Пеколно жешка недела беше ова, почитувани гледачи. Неверојатно, неподносливо жешко. Просто да не сакаш да излезеш од фрижидер. Бе, јас така се ладам. Влегам во фрижидер и седам таму по 5-10 минути. А шо, вие клима имате? Види ги ти нив. Туку друг ми беше муаветот. Како што многу добро знаете, што и да се случува, кој да е проблемот, колку и да е тежок и комплициран, нашите власти секогаш го имаат решението. Така и со горештиниве. Толку се ефикасни во справување со жешкото време, што дури и плажи ни прават. И тоа на Вардар. И за да се чувствуваме како на море покрај река, дури и палми ни носат таму. Но властите не запираат тука. Деновиве, градоначалникот на Скопје Косе Трајановски беше и на улиците, на плюс 40 заедно со своите сограѓани. Делеше вода и капчиња. Добро, ајде. Еро. Дали што малку да посвежи? Да. Појдете, дај едно капче за господинот. Да. Добро. Можеме да дојдеме и тука. Добро. Да вода малку да се освежи, не? Да. Капче си. Види го ти градоначалникот Трајановски. Успеа да зачува едно капче, да заштеди некој денар. Браво, градоначалниче. Така се работи. А некои функционери кои се расфрлаат со парите. Што може да се направи? Ќе се направи, ама и кај што може да се заштеди, нормално ќе се заштеди. Денес капче, утре научари за сонце, задутре маичка со прерамки. Денар по денар се собираат. Па после со парите може да се направи некој покрупен проект. Да, смејте се вие. Само смејте се. Да видам дали ќе се смеете кога ќе дознаете што се направи со парите заштедени од ова капче. Уште две нови жалбни врби ќе се постават од двете страни на пешачкиот мост што ќе се гради помеѓу музејот на ВМРО и стариот театар во центарот на Скопје, а на кој ќе биде поставена платформата за панорамското тркало. Според информациите, доколку за трите врби кои веќе власта ги постави во водите на Вардар, Министерството за култура издвои фантастични 250.000 евра, се очекува за останатите две жалбни врби да се потрошат плюс 160.000 евра народни пари. Добро сега, не дека едно капче вреди 160.000 евра, ама капчето и уште едно 150.000. Тоа е тоа. Ќе имаме уште две нови жални врби во Вардар. Да, на 400.000 евра за 5 врби во Вардар. И кај не ќе се жални, дури тие жалат за парите фрлени за нив. А додека ние и врбите шалиме, СДСМ летово не мируваат. Баш напротив, работат повеќе од било кога. Се разбира, работа на симнување на власта, нели, поради нејзините лоши политики и назадувањето во многу области, а една од областите за која социјалдемократите се посебно загрижени е демократијата. И она што можеби најбитно, во делот на демократијата Македонија цело време се уназадува. Македонија е држава на политички затвореници, држава каде што нема слобода на медиумите, партизирана администрација, политизирано судство. Во нашата земја одамна е запален алармот за основните демократски слободи. Затоа денес СДСМ излегува со конкретна иницијатива за воспоставување на основните демократски предуслови за слобода на медиумите и правото на слободен говор во Република Македонија. Веќе општо познато дека нашиот премиер не може да поднесе критика и нема личен политички и демократски капацитет да овозможи слобода на говор и слобода на медиумите. Со последниот потек тој дополнително покажа дека воопшто не ни сака Македонија да биде демократска и слободна земја. Состојбите во многу области се катастрофални, државата се движи во погрешна насока, економијата пропаѓа,
сиромаштијата се зголемува, демократијата во Македонија е суспендирана. Ете така, СДСМ е крајно загрижена и за демократијата, и за слободата на медиумите, и за слободата на говорот, а власта активно работи на нивно назадување и нивно суспендирање. И бидејќи состојбата е таква, редно е, нели, нормално е СДСМ со свој пример да покаже како се брани демократијата, како се брани слободата на говорот. Веќе имаме таков пример од Куманово. Супер! Тоа ни требаше. Па, зашто се работи? На председателот на Советот Виктор Цветковски му се заканува исклучување од партијата. Исклучување? Па тој не е баш најдобар пример за практикување демократија. Што ми сгрешил човекот, па да мора да се примени еден ваков драстичен чекор? Цветковски, кој вчера со уште 6 советници од СДСМ на седница на Советот гласаа воздржано по темите предложени од градоначалникот и локалната администрација. Аха, значи размислува поинаку од својата партија. А чекај, тоа не беше уствари поим за демократија и слобода на говор? Да можеш слободно да окажеш своето мислење и ништо да не ти фали поради тоа. Ама да, тоа за власта важеше, да. За опозицијата? Не бе, нема врска тоа. Си има други демократски правила и механизми таму. И освен тоа што СДСМ критикува власта за немање демократски капацитет, често ја критикува и за навиката да прогласува непријатели и предавници. И наместо после вакви катастрофални резултати, после вакви национални порази да излезе пред народот, да ја прифати реалноста и да ја превземе одговорноста, тој и понатаму продолжува да ја бара вината кај сите други освен кај себе. Продолжува да го дели народот, да произведува непријатели и предавници. Да, тоа е ставот на СДСМ за лошата практика на власта на прогласување непријатели и предавници. Ама се разбира, ова важи за власт, за опозицијата. Па, како да ви кажам? Виктор Цветковски не е председател на партијата, тука е председавач на Советот во општина Куманово, е исклучен од партијата и неговото членство во партијата престанува од едноставна причина што повеќе простор во Социјалдемократскиот сојуз за луѓе што сакаат да седат на две столчиња нема. Ние влегуваме во решавачка битка со актуелната власт, со ВМРО-ДПМН и нема место за оние кои што сакаат да шуруваат или да се координираат со нашиот политички противник. Тоа важи за него, важи и за секој друг член на нашата партија. Така е, се е така. Да, почитувани гледачи, кога Груевски и власта прогласуваат предавници, тоа е навистина страшно и срам да име. Ама кога Бранко прогласува предавници, тогаш тоа не е воопшто страшно. Па дури и боговите го поддржуваат со силни грмежи. И по муаветот за демократијата, редно е да направиме муавет и за она што на многу граѓани во оваа земја им е далеко поважно – економијата. А за економијата, минатиот петок се зборуваше на дебата инициирана од опозицијата, на која присуствуваа експерти, професори и се разбира не дојде никој од власта. Да видиме што се дискутираше таму. Владата влезе и во втора. Што стрик, како сакате наречете го, неплаќање на времено на своите обврски, неподмирување, дури сеќате донесе владата закон дека 2 години може да не ви плати, немате право ни да тужите. А после тоа ќе видиме. И така се создаде и проблемот на неликвидноста, бидејќи проблемот на кој што денес се дави секоја фирма во Македонија е проблемот на неликвидност, он потекнува од неисплаќањето, ненавременото исплаќање на врските од страна на владата, а тоа пак потекнува од недоволно буџетски приходи, а тоа пак потекнува од погрешно поставениот модел. Фактички таа е целата слика. Да бе, вака кажано, испаѓа дека проблемот не бил кај европската и кај светската криза, туку тука, кај владата. А ние многу добро знаеме дека тоа не е точно. Ако не од порано, барем по славното интервју на премиерот кај Роберт Поповски, мора да го знаеме тоа. Па, предлагам да се подсетиме како одеше муаветот за долговите на државата и воопшто за третманот на македонските компании. Еве два факти. Ајде два. Првиот е
проблеми во функционирањето на компаниите, значи на домашен терен, или проблеми со повратокот на ДДВ-то. Официјален податок е дека владата должи околу 65 милиони евра врз основа на поврат на ДДВ. И вториот податок е неплатени обврски на државата кон компаниите кои што победуваат на тендери или одолговлекување на плаќањето. Ете ви ги два податка. Сега бегате од темата? Не, воопшто. Вие рековте дека ние даваме специјални бенефиции за странските, а не за домашните. Па домашните ако тешко функционираат... Кои се специјалните бенефиции што само за странските ги даме, а не за домашните? Тоа кажете. Значи, а не сега на кого дожиме, ако не. Дали дожиме и колку дожиме? Мислам, hello, какви се тие муавети? На кого должиме, на кого не должиме? Дали должиме и колку должиме? Ало, ре, што е важно тоа? Важни се две работи. Прво, за се што е добро во економијата, заслужна е владата. И второ, за се што е лошо во економијата, виновни се европската и светската криза. И толку, доволно ви е тоа да го знаете. Немојте ве молам вакви прашања. Досењата ни одблиску не се такви какви што вие ги прикажувате. Има досења се случува по неколку недели, недела, 2, 3, 4 да се задосни. Меѓутоа тоа не е затоа што е некоја друга работа во прашање или некого сакаме, некого мрзиме или не знам странски си или домашни, туку често пати такви случаи се случуваат само во периодот додека е светската должничка криза. Тоа е тоа. Тоа е тоа. И јас ви кажав дека тоа е тоа, ама вие не сваѓате, па морав да ви го пуштам и премиерот. И тој да ви каже дека тоа е тоа, па да се надеваме дека конечно ќе сватите што е тоа. Ема веројатно сега пак да прашате што е тоа. Значи 65 милиони евра е долгот по основа ДДВ. Не е 65 милиони. Колку? Многу помалку и на дневна основа се. Не бе, не те сваќаат. Чабе им објаснуваш дека крива е светската криза, кога тие пак за долгот те прашуваат. Еве гарант, пак ќе следува истото прашање. Зошто ако е така не го објавувате долгот или Министерството за финансии не го објавува долгот секој месец, што би Министерството за финансии на дневна база менаџира со ликвидноста. Да, долгот не е ни приближно таков како што кажувате, нормално тоа не е долг, тоа се досења во пакањето. Јас кажувам бројка, која бројката кажете? Тоа се досења во пакањето. Инаку државата е моментално една од најмалку задолжените држави во Европа. Тогаш зошто задолжницата нема да важи за државата? Таа се воведува од септември за прибивање на оној внатрешен долг помеѓу компаниите. Зошто и државата не ја преземе таа обврска и за неја да важи, да се знае точно прецизно во кој рок треба да се плати? Затоа што таква одлука се донесе. За таму да важи, за ваму да не важи. Зошто? Така сметавме дека е најдобро во овој момент за Република Македонија. Ете така, не сакаше премиерот да ви открие, ама кога вие го влечете за јазик, мораше да каже. Тоа е бре од врвно значење за државните интереси. Се разбира, што има поважно за државните интереси од тоа државата да може да го пролонгира плаќањето на своите долгови колку и душа сака. И вие да не можете да направите ама баш ништо во врска со тоа. Ај сега бегајте од овде. Што е ова бе? Цело време само за пари ме прашуваат. Во животот има толку нешта што се поважни од парите. Што чекате бе? Ви реков, бегајте од овде. Ајде, не тагувајте, ќе се видиме следната недела. Чао, чао.